Од денеска на депонијата Дрисла е пуштен во употреба новиот филтер на печката за согорување медицински отпад. Со поставувањето на новиот филтер кој ги апсорбира PM10 частичките, јаглерод моноксид и другите частички кои се ослободуваат при согорувањето, печката целосно ги исполнува сите стандарди, согласно Законот за квалитет на амбиенталниот воздух. Самиот филтер се состои од механички фаќач на PM частичките, ладилник, активен јаглен, порозна бронза и спрејер со водена магла. Дополнително, со цел креирање целосно еколошко решение, горивото на кое работи печката е заменето со газ. Печката во Дрисла, која работеше без филтер, беше надвор од функција неколку месеци и беше под ригорозна контрола од државниот инспекторат, а Дрисла беше казнета заради согорување медицински отпад во стариот инсенератор без филтри, кога загадувањето на воздухот го надминуваше прагот и нивото на PM10 частичките беше високо, а исто така Дрисла доби и забрана да согорува отпад кога PM частичките се над дозволеното ниво. Градоначалникот Шилегов денеска посочи дека пред пуштањето во употреба беа извршени тестирања на работата на филтерот, кои покажале одлични резултати. Наша обврска е да иницираме постапки кои што и не се ингеренции на градот, со цел да испровоцираме реакција на државните органи, а кои што се однесуваат на заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на воздухот кој што го дишеме. Просечното количество на издувните гасови на јаглерод моноксид, на азотните оксиди, на сулфурните оксиди и на PM10 частичките не ги надминуваат граничните вредности од правилникот за гранични вредности на емисии при горење и согорување на отпад и условите и начинот на работа на инсталациите за горење и согорување на отпад. Почнува да работи филтерот и се надевам дека едно прашање еколошко е затворено. Пред се за населените места околу депонијата Дрисла, пред се мислам на Батинци и на Љубош, но и за градот Скопје, ако градот Скопје е подалеку. Шилегов денеска посочи дека се работи на долгорочни решенија за решавање на проблемот со загадување на воздухот во Скопје. Еден филтер не го решава во целост проблемот со загадувањето, но со повеќе вакви чекори се стигнува и до трајно решение. За таа цел во тек е и набавка на нова печка за согорување медицински отпад. Новата печка треба да биде набавена до јуни, а се очекува да биде поставена до следната грејна сезона. На депонијата Дрисла, иако пред неколку години кога се склучи договорот со италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте, се очекуваше дека целосно ќе биде модернизирана, не се направени било какви инвестиции, поради судските постапки кои се водат со италијанската компанија и германската компанија, која што беше пријавена на тендерот, како и жалбата од град Скопје. Шилегов за судската постапка посочи дека за градот од интерес е што побрзо да се донесе конечна одлука, затоа што градот нема интерес ниту да се задржи сегашниот партнер, ниту пак има интерес да се стави нов партнер, а согласно договорот кој е важен или договорот кој ќе биде потпишан со евентуално новоизбраниот, може заеднички да се креира политиката за згрижување на комуналниот отпад.